она што следува во продолжение, како последна содржина за денешното издание на утринската програма Добро утро секое утро, е линковското вклучување од нашата Ирена Спировска, која што ќе разговара со Мартин Христовски за 41-те традиционални маџирмалски средби. Ирена, добро утро. Дали се слушаме убаво? Јас те гледам, не знам од каде ни се јавуваш ова утро. Оставам на тебе да слушнеме сите заедно што е она што зашто е она што ке зборувате со твојот соговорник. Повелете. Ирина, поздрав до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма. На претходната позиција во нашето студио, додека разговараше со твојата денешна гостинка, го гледавме во позадина Маџирмало, а јас утринава се јавувам од самото срце на Маџирмало и тоа на вистина со голем и убав повод. Имено Маџирмало како едно од најстарите скопски мала и населби повеќе од 4 децении ги организира традиционалните маџирмалски средби, а токму вечерва во пресред на главниот настан на 41-те маџирмалски средби се наоѓам тука во просториите каде што функционира организацијскиот одбор и утринава имаме мала измена поради оправдани здравствени причини. Мартин не можеше да биде тука, ние го поздравуваме и му посакуваме што побрзо да оздраве, но што се случува во рамки на маџирмалските денови ќе дознаеме во следниве минути низ разговорот со моите двајца соговорници. Од мојата лева страна се наоѓа Зоран Иванов, а од десната страна Горан Павлов. Јас им благодарам за гостопримството и затоа што одвоија време да раскажеме за овие убави маџирмалски средби, дружења и оваа традиција која што со многу љубов, посветеност и ентузијазам ја негуваат маџирмалци. Добро утро и на двајцата. Зоран, најде прво да започнам од вас. Маџирмало на вистина се одликува и е познато по оваа убава традиција што се одржува 41 година поред и на која што сите вие маџирмалци на вистина оправдано сте горди. Добро утро, да ги поздравам најпрво гледачите на Алфа телевизија, нашите маџирмалци и сите пријатели на малото. Така Ирена, како што спомна, ова е долгогодишна традиција, долгодецениска да кажам, затоа што веќе 41 пат оваа година ќе одржуваме овие средби. Историјатот малцете околу тоа започнува во далечната 1984 година, кога Младен Тунич дошол на идеја, со своите другари седеле во ресторанот Букет и дошол на идеја да организираат еден ден во годината да може да се соберат сите луѓе од малото, затоа што полека почнале луѓето од малото да се иселуваат. Го прифатиле неговиот предлог и така многу брзо се случило таа година да се одржи првата маџирмалска средба. И на таа прва маџирмалска средба нормално, како и денеска, биле офатени повеќе активности. Маџирмало како едно фудбалско мало, значи се одржал турнир во мал фудбал, турнир во малска фанта и таа маџирмалска вечер. Претежно овие средби се одржувале во нашиот ближен хотел Континентал, затоа што е блиску до малото и било практично таму луѓето да се соберат, нели, за да се видат. Од година во година активностите се зголемуваат, интересот се зголемува, така да еве, фала му на Бога, денеска имаме, нели, маџирмалска вечер во националниот ресторан Градина и ќе се собереме по 41 пат. Навистина за пофалба и за почит. Гора, најде малку за сите тие активности кои што се одржуваат во рамки на овие маџирмалски средби, затоа што практично активностите започна уште во месец јануари со организирањето на Бадниковиот оган во Маџирмало. Добро утро и од мене. Поздрав до гледачи на Алфа телевизија и сите маџирмалци. Да, обично почнуваме од месец јануар со собир на Бадниковиот оган. Тоа е на 6 јануари. Се собираме тука кај нас во Маџирмало. Имаме место означено кај што се пали огинот. Све тоа издефилирано уназад со неколку години. Така да, втора точка што е поактивна пред маџирмалските средби е турнирот во мал фудбал, што се одржува една недела пред маџирмалските средби. Таму имаме повеќе активности, многу млади се активни.
правиме организација, ту ситуација и најголемата посветеност кон маđarmalските средби, одлично позициите ги наведуваме кон вечерта да биде како што треба. Ние како нов одбор сега во Маđarмало, претходно се биле постари, се пренесува од генерација во генерација, така да сакаме тоа да остане традиционално, скоро веќе 41 година, скоро половина век, уште неколку години, што се вика, сакаме да остане како традиција и да тера, да се задржи она традицијата маđarmalска, да се почитува другарството, да има убави работи и така. Додека зборувате, ние гледаме фотографии, ова е всушност од минатата година, од дел од активностите, кои што секако се запазија и оваа година. Многу интересни настани, турнир во фудбал, турнир во фанта, што се всушност се случуваше деновиве? Турнирот во фудбал се прават групи, се организираат помали групи, постари, ветерани, играат и исто учесници од околните мала, се прави турнир, има некои символични награди. После тоа има исто една традиционална турнир во фанта, што е интересна игра од времето што ја играле нашите постари. Помладите веројатно сега се чудат кога не слушаат, за нив е тоа нешто сосема непознато. Точно така. Така да фантата ја истеравам, исто така имаме голема поддршка и од општина Центар за одржување на овие традиционални маđarmalски средби, така да у глобала гледаме да биде све у најдобар ред, за да задржиме како што треба. Толку може. И успевате во тоа, ова е еден убав начин на дружење, на негување на тие добрососедски, малски односи и сите овие активности практично ќе се заокружат вечерва со тој главен настан кој што ќе се одржа, како што спомна Зоран, во ресторан Градина. Што всушност ќе се случува? Так, точно, во ресторан Градина правиме претходно изминатите години беше во хотел Континентално, сега сакаме да направиме некоја мала промена и помодернистичка, како млади во одборот, така да во 20 часот и 30 минути почнуваат маđarmalските средби, траат до 12:30. Рекордно планиравме да има околу 200 гости, но салата напунивме 320 гости, така да мислам дека ќе биде добра вечер маđarmalска. На ова вечер и на ова дружење ќе се поделат и награди за најактивните, најуспешните учесници на активностите што ги организирате. И еве пред крај уште би го прашала Зоран, што значи ваквиот начин на активности, на дружење, негувањето на оваа традиција која што пред сега има започнато по старите генерации маđarmalци, што значи се тоа за младите генерации кои што треба да го наследат се тоа и да го негуваат духот на маđarмало и во иднина. Така, па со еден збор тоа е продолжување на традицијата преку другарство, преку помагање на послабиот, на посиромашниот. Гледаме дека всушност во овие традиционални маđarmalски средби веќе се измешани 3 генерации. Дедо, татко, син. Ќе продолжиме и понатаму. Значи, тоа значи дека е пренесено од колено на колено, тие вредности се пренесуваат од една на друга генерација. Значи, сакаме да го задржиме тој позитивен дух, сакаме да ги учиме младите на вредностите, значи на вистинските вредности, затоа што живееме во едно модерно време, многу брзо стигаат информации и кои требаат и кои не требаат, и добри и лоши работи. Ние гледаме да можеме барем младите од маđarмало да ги насочиме на вистинскиот пат. Тоа мислам дека. Па ова е, би рекла, навистина една убава порака за заокружување на денешново представување на овие 41 маđarmalски традиционални средби и мислам дека овој пример навистина треба да го следат и останатите мала од нашиот град, бидејќи само со негување на тоа дружење, на тоа сакање на местото каде што живееме, можеме да оставиме подобра средина за нашите
нашите нови поколења и за нашите млади генерации. Упатувам честитки во име на телевизија Алфа до сите маџирмалци за 41-те маџирмалски средби и ова ќе биде практично и одјава од тука. Ирена, јас верувам дека еве со ова 10-минутно парче го заокруживме дружењето денеска со нашите гледачи, на кои што им посакувам убав остаток од денот и секако убав предстоен викенд. Да. Благодарам, Ирена, за твоето линковско вклучување. Поздрав до тебе, поздрав до твоите гости и секако поздрав до сите маџирмалци. Да си поминете вечер убаво и одржувајте оваа ваша традиција.